Добро вечер со третиот дневник на К3. Настан кој го одбележа денот е стартот на изградбата на магистралниот гасовод, кој од особен интерес за граѓаните на Македонија, а токму тука, во близина на Куманово, денеска беше удрен камен темелник. На денешната церемонија присуствуваше премиерот Груевски и видни личности од политичкиот и општествениот живот во Македонија. На специјалната сесија на форумот на африкански жени во Мароко се обрати сопругата на претседателот Иванов, Маја Иванова. Нема преживеани во хеликоптерската несреќа која се случи вчера вечер во близина на Белградскиот аеродром. Во Куманово се одржа првиот меморијален турнир Петар Милошевски. Во должина од 61 километар денеска започна првата фаза од изградбата на магистралниот гасовод од Кумановско Клечовце до Штип Делница 5. Вредноста на проектот е 75 милиони долари. На денешната манифестација присуствуваше премиерот Никола Груевски, министерот за финансии Зоран Ставревски, министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски, представници од Македонски енергетски ресурси, амбасадорот на Руската Федерација на нашата земја Олекс Чембарк, пратеникот Зоран Георгиевски и дел од кумановските советници. Почна првата фаза од изградбата на националниот гасоводен систем во нашата земја. Најголемиот енергетски проект во Македонија е во изведба на руската компанија Стройтрансгаз и Македонски енергетски ресурси, кој се протега од Кумановско Клечовце до Штип, Делница 5 во должина од 61 километар. Ова е резултат од потпишаниот договор меѓу македонската и руската влада во 2010 година. Со овој проект влегуваме во напредна фаза на сите сектори во Македонија, особено економскиот, изјави премиерот Груевски, кој додаде дека со новите патишта, железници, театри, аеродроми се дела со кои се покажува како се сака оваа земја. Нови региони на Македонија добиваат пристап до стратешки ресурс и поради тоа бенефитот е многократен. Најважно од се е придобивката која ќе ја имаат граѓаните. Можноста да се користи газ во домаќинствата и индустријата ќе значи помали сметки за струја, помали сметки за грејење, што директно ќе се одрази на буџетот на граѓаните и на компаниите. Посебни придобивки ќе има економијата. Употребата на поевтин енергенс ќе значи поголем профит за компаниите, поголема конкурентност на домашниот производ, подобри услови за водење бизнис, а сето тоа ќе допринесе и за нови работни места во државата. Третиот позитивен аспект е користењето на газ во производството на електрична енергија од страна на државните електрани. Нивната модернизација и адаптација ќе значи намалување на трошоците за производство и подобрување на еколошкиот аспект од нивната работа. Со тоа Македонија ќе добие поевтина и еколошки поприфатлива алтернатива на мазутот и сличните енергенси кои се употребуваат во моментот. Патот не беше ни лесен ни краток, туку долг и тежок со многу критики и навреди кои ни дадоа верба и сила кон вистинскиот пат, изјави министерот за финансии и вице-премиер Зоран Ставревски. Денеска за мене не е доволен за да го изразам она што вистински го чувствувам за овој настан. Односно, во овој настан се вградени многу повеќе радост, емоции и чувства отколку само задоволство од присуството на ваков настан. Вградена е и лична и колективна среќа што ние како економски тим во владата предводени од премиерот заедно со останатите колеги успеавме да ја донесеме работата до овде, да започнат активностите за изградба на гасоводот од Клечовце кон Штип. Целта на еден од најзначајните инфраструктурни проекти на владата на Република Македонија е до 2022 година секое домаќинство да биде гасифицирано, изјави министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски. Ако се биде како што треба и добиеме соодветни понуди, нашата заложба е гасификацијата на градовите во Република Македонија да започне во 2016 година, а нашите планови се до 2022 година да имаме изградена комплетна гасоводна мрежа на целата територија на нашата земја. Амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија Олекс Чембарк изјави дека со реализирањето на проектот за национална гасоводна мрежа во Македонија ќе ги зацврсти политичките и економските односи на Македонија со Русија. Се планира проектот да заврши во јуни следната година, за потоа да се работи на поврзување на другите градови со гасовод, односно да бидат поврзани Штип и Кавадарци, Прилеп, Битола и Охрид, Штип, Радовиш и Гевгелија, Струмица, Новосело до границата со Бугарија, Скопје, Тетово, Гостивар и Кичево и Струмица, Ќафацан се до границата со Албанија.
Прифатени се 45 проекти од страна на Министерството за култура, кои аплицирале на третиот годишен конкурс за финансирање проекти од областа на креативните индустрии. Во последните години креативните индустрии стануваат исклучително продуктивна и профитабилна област која нуди широк простор за презентирање на вештината и талентот. Министерството за култура прифатило 45 проекти од 92 што аплицирале на третиот годишен конкурс за финансирање проекти од областа на креативните индустрии. Жири во состав Митко Хаджипуља, Роберт Јанкуловски, Андреј Бартлинг, Александар Ношпал и Беки Мемети избрало проекти на физички лица и на граѓански здруженија, меѓу кои на Здруженија за рехабилитација и едукација на лица со посебни потреби. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска рече дека буџетот за третиот конкурс е 5.400.000 денари и оти се прифатени проекти кои промовираат различни иновативни уметнички форми и кои содржат препознатливи естетски вредности. Проектите се од областа на визуелните уметности, индустријски дизајн, дизајн на производи и моден дизајн, развој на нови медиуми, дизајн и интервенција во јавен простор, едукативни обуки и работилници, манифестации, фестивали и конференции, форуми во функција на понатамошен развој и стекнување нови знаења и искуства од областа на креативните индустрии, рече Канческа Милевска. Таа посочи дека креативните индустрии во последните години стекнуваат исклучително продуктивна и профитабилна област која нуди широк простор за презентирање на вештината, имагинацијата и талентот и нивно соодветно валоризирање на пазарот. Потсети на донесената стратегија за креативни индустрии на организираните тематски креативни работилници со учество на странски експерти. ВМРО ДПМН во недела ќе одржи собир во салата Борис Трајковски. Јавноста ќе има можност да слушне за позициите на партијата, за повеќе актуелни теми и предизвици. Ќе се испратат јасни пораки за она за што се залага и она што се планира во наредниот период. Овој собир е под иницијатива на повеќе општински комитети на ВМРО ДПМН. Во недела во спортската сала Борис Трајковски во Скопје, ВМРО ДПМН ќе одржи голем собир на граѓаните од каде ќе бидат испратени политички пораки од повеќе луѓе, помеѓу кои Никола Груевски. На собирот ќе бидат презентирани досегашните достигнувања на партијата. И покрај тоа што ССМ сака да ги замрзне и да фрли сенка на сите позитивни процеси во државата, што беа почнати во повеќе сектори од страна на ВМРО ДПМН, вклучително и последното намалување на невработеноста, нашата партија обстојува и ќе продолжи со реализација на своите ветувања и преземените обврски кон граѓаните. Ние сме должни на граѓаните да го реализираме тоа што го ветивме, а им ветивме повеќе работни места, носење инвестиции, зголемување на платите, пензиите, социјалната помош, подобро здравство, нови болници, нови училишта, поддршка на земјоделците и многу други проекти поради кои граѓаните ни дале доверба на преходните избори, велат од партијата. Од партијата додаваа дека не се случува можноста овој настан да биде почеток и дел од еден можен караван кој би продолжил понатаму во повеќе градови низ државата. Присуството на настанот во салата Борис Трајковски во недела ќе биде слободен за сите граѓани на Република Македонија. Маја Иванова, сопругата на председателот на Република Македонија, во посета на Кралството Мароко се обрати на специјалната сесија на форумот на африкански жени, чиј фокус годинава е имплементирање на родова еднаквост. Жената во Република Македонија е се повеќе присутна не само во јавниот, туку и во приватниот сектор, рече Иванова. Сопругата на председателот на Република Македонија, Маја Иванова, во рамки на работната посета на Кралството Мароко и учеството на форумот Кран Монтана се обрати на специјална сесија на форумот на африкански жени, чиј фокус годинава имплементирање на родова еднаквост, жените во јавниот живот и во приватниот сектор и подобрување на образовниот систем за девојките. Жената во Република Македонија е се повеќе присутна не само во јавниот, туку и во приватниот сектор. Разбирајќи ги условите на пазарот, успешните жени менаџери внесуваат својата креативност и промовираат успешни општествено одговорни концепти во водењето на бизнис, истакна Иванова.
Мојата земја презеде многу значајни чекори и конкретни мерки за подобрување на општествената улога на жената. На патот на промените во секој сегмент од моето работење ги поддржувам проектите кои ги промовираат учеството и позицијата на жените, општествените текови и подобрувањето на општествениот развој. Како покровител, но и како активен учесник преку ангажирање на сите видови расположливи општествени ресурси, се трудам да помогнам да се постигне што повеќе за таа цел, рече Иванова. Сликата на жената во македонското општество и третманот кој таа го добива додаде е симбиоза на две нешта: вековните традиции, културата и менталитетот на македонскиот народ од една страна и политичката волја и заложба на жените во независна Македонија од друга страна. Според последните информации, нема преживеени во хеликоптерската несреќа која се случи вчера вечер во близина на белградскиот аеродром Никола Тесла. Најмалку 44 загинати на островите во Пацификот поради циклонот Пам. Силниот ветер, проследен со пороен дожд, предизвикал големи бранови високи по неколку метри. Ферибот со над 200 патници и членови на екипажот потоа на ноќеска во водите на Индискиот океан крај западниот брег на Мјанмар. Продолжуваме со вестите од светот. Трагедијата однела 7 животи, тоа 4 припадници на српската војска, 2 пилоти, 2 техничари, 2 медицински лица од Нови Пазар и бебе старо 5 дена. Во падот на воениот хеликоптер кај Белград, кој превезувал болно бебе старо 5 дена од Нови Пазар, нема преживеани, соопшти Српското министерство за одбрана. Според последните информации, трагедијата однела 7 животи и тоа 4 припадници на српската полиција. Најверојатно причини за несреќата се лошите временски услови и маглата. Хеликоптерот Ми-17 бил ангажиран во акција за спасување на бебе, која поради одрон на патот било заробено во болничко возило на патот од Нови Пазар кон Крагуевац. Детето имало проблеми со дишењето и било во тешка состојба, а резервите на кислород што го држувале во живот речиси се потрошиле, па затоа во помош била повикана српската војска. Најмалку 44 лица загинаа откако тропскиот циклон Пам ги зафати островите во јужниот дел на Тихиот океан, соопшти службата на Обединетите нации за координација на хуманитарни активности. Силниот ветер, проследен со пороен дожд, предизвикал големи бранови, високи и по неколку метри. Циклонот Пам со несмалено темпо се движи во правец кон Нов Зеланд. Австралиското радио ABC јави дека од циклонот најтешко погодена е островската држава Вануату, каде и се и најголем број од загинатите. Само во главниот град Порт Вила животот го загубиле 4 лица. Сите комуникацијски врски со Вануату се во прекин, а најголем број од архипелагот нема ниту струја, ниту вода за пиење. Најмалку 21 лице загина, а 26 други се водат како исчезнати кога ферибот со над 200 патници и членови на екипажот потоа на ноќеска во водите на Индискиот океан, крај западниот брег на Мјанмар. Имаме 21 жртва, 2 мажи и 19 жени. Други 26 патници се исчезнати, изјавил представник на мјанмарската полиција. Според него, досега спасени се 167 патници и членови на екипажот. Потрагата по исчезнатите, во која се вклучени бродови на воената бордарица и приватни пловни објекти, продолжува. На граничниот премин Табановце, царинските службеници спречија обид за шверц на 14,7 килограми марихуана. Пронајдени се 15 пакувања наполнети со марихуана, облепени со кафејава селотейп трака во патничко моторно возило управувано од германски државјанин. Царинските службеници спречија обид за шверц на 14,7 килограми марихуана преку граничниот премин Табановце автопат. Марихуаната е пронајдена при контрола на патничко моторно возило со германски регистарски ознаки оправувано од германски државјанин, пријавено за излез од Македонија на граничен премин Табановце. Германскиот државјанин рекол дека нема ништо за пријавување, но цариниците одлучиле да се изврши контрола на возилото првично со царински пес, кој дал индикации за присуство на наркотични средства, потоа детален преглед. Во повеќе фабрички делови од возилото над предното десно тркало, во наслонот на возачкото и со возачкото седиште, во задниот лев и десен дел на багажникот и во десниот дел на предниот браник. Пронајдени се 15 пакувања наполнети со марихуана, облепени со кафејева селотейп трака со вкупна тежина од околу 14,7 килограми. Царинската управа поднесе кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги до надлежното јавно обвинителство во Куманово, а осомничениот изнесен пресудија на претходна постапка.
Осомничениот ја набавил марихуаната во Западна Македонија и имал намера да ја пренесе во западноевропските земји. Екипите на ЈП Чистота и зеленило продолжуваат со акцијата за пролетно расчистување на населби во градот. Надлежното предпријатие расчистуваше локацијата околу комплексот згради на Октомвриска револуција. Акцијата се спроведува согласно донесената програма на Советот на општина Куманово. Маја Денчевска. Продолжува акцијата Пролетно чистење, која јавното предпријатие Чистота и зеленило ја најави минатата недела и се спроведува секој викенд во континуитет. Овој пат екипите на комуналното предпријатие го чистеа просторот на Октомвриска револуција. Продолжува она што минатата сабота го најавивме како континуитет, пролетно расчистување на одредени зони во општина Куманово. Денеска се наоѓаме на овој локалитет каде што има, гледате дека има многу смети покрај суви дрвја и покрај она што е останато од зимскиот период, има и комунален отпад на кој местото му е во контейнери и затоа апелирам до граѓаните на град Куманово да нашиот комуналниот отпад го ставаат на места кои се одредени во контейнери или во сите оние места кои се одредени за тоа. Од идната недела продолжува кастрење на дрвјата и дрворедите на се она што е останато од зимскиот период, неискастрено во соработка со ЕВН и јавното предпријатие Чистота и зеленило. Она што го завршивме во есен во соработка со ЕВН, од идната недела го продолжуваме околу кастрење на дрвјата и дрворедите во општина Куманово, што значи дека се она што е останато од зимскиот период неискастрено, ЕВН, ЈП Чистота и зеленило ќе продолжат од идната недела да го средат сите дрвореди кои се наоѓаат во одржување на јавно предпријатие Чистота и зеленило во наредниот период ќе бидат подкастрени и средени. Јавното предпријатие Чистота и зеленило упатуваат апел до сите граѓани на град Куманово за подигање на свеста комуналниот отпад да го фрлаат на места кои се одредени за тоа. Волонтерите од Црвениот крст во Куманово и понатаму продолжуваат со спроведување на проекти. Промоција на хумани вредности е проект каде волонтерите се стекнуваат со мотивација и едукација за понатамошна хуманитарна пракса. Овој пат има дадено предлог за реализација на 3 проекти во општината. Промоција на хумани вредности е самостоен проект на Црвениот крст на Република Македонија кој представува алатка за рекрутирање на млади волонтери. Овој проект се одржува во сите 34 општински организации на Црвен крст на територија на Република Македонија. Преку дисеминација волонтерите доаѓаат до знаење за препознавање на потребите на заедницата, изработка на проекти и самостојно организирана пракса на терен преку директна помош на ранливо население. Ова е самостоен проект каде младите изработуваат мали проекти каде се стекнуваат со мотивација и едукација за понатамошна хуманитарна пракса. Млади луѓе од различно религиозно, национално и социјално потекло имаат ретка можност заедно преку интерактивен пристап да учат за култура, комуникација и дисеминација за Црвен крст. Програма представува комуникацијско-дисеминацијски модел во рамките на националното друштво, но и образовна форма која ги активира младите да создадат чувство за сопствена култура, како и чувство за други култури, промовира активен пристап на младите кон животот, поквалитетна врска со училиштата, како и прилив обука и задржување на волонтери. Оваа година младите за почеток имаат дадено предлог за 3 проекти. Првиот проект е помош за 6-члено семејство од Доброшане кој има катастрофални услови за живот. Средствата за ова семејство ќе се собираат преку спортски надпревари како и преку донации. Вториот проект се однесува на училиштето во село Студена Бара, каде е испланирано да се направи парк за децата, а третиот проект е реновирање на бунарот во црквата Света Мина, каде е планирано да се направи патека, да се постави знак дека на местото има бунар, како и да се засадат цвеќиња. Оваа година програмата е поддржана од Норвешката амбасада. Од даночното оделение на УЈП Крива Паланка информира дека досега се поднесени вкупно 3392 годишни даночни пријави. Истите ќе се примаат и во понеделник, 16 март, од причина што крајниот рок за поднесување 15 март се паѓа во недела.
Доколку граѓаните во текот на минатата година, освен плата или пенсија, оствариле приходи од издавање под закуп на објект или оствариле хонорар по основ на авторски договор, добивка од наградна игра и слично, а не поднеле годишна даночна пријава, тоа може да го сторат и во понеделник 16 март. Даночен период за кој се поднесува годишна даночна пријава е од 1 јануари до 31 декември 2014. Во даночниот шалтер на УЈП Крива Паланка заклучно со денес поднесени се вкупно 3392 пријави, информираат одговорните. Во управата за јавни приходи во последните 3 дена на дневна основа се примаат околу од 40 до 50 илјади годишни даночни пријави и заклучно со вчера 12.3.2015 година примени се вкупно 330.737 годишни даночни пријави, од кои 1575 се поднесени преку системот за е-даноци. Годишните даночни пријави се примаат заклучно со 15.3.2015 година, но бидејќи се паѓа 15.3 во недела, неработен ден, крајниот рок за прием на годишни даночни пријави ќе биде со 16.3.2015 година. Заклучно со денеска, 12.3.2015 година, во даночен шалтер Крива Паланка примени се вкупно 3392 годишни даночни пријави. Повеќе информации во врска со пополнувањето и поднесувањето на годишната даночна пријава, граѓаните може да добијат на веб страната на Управата за јавни приходи. Во Крива Паланка беше одржана информативна средба на Мировниот корпус на Македонија, на која пред заинтересираните семејства, организации и институции беше презентиран новиот повик за прием на волонтери од Мировниот корпус на Соединетите Американски држави. Представници од училиштата, невладините организации, општината, како и од други институции од градот, беа дел од промотивната средба на Мировниот корпус на Македонија, каде се запознаа со придобивките од соработката со американските волонтери, како и начинот на кој да аплицираат на повикот за прием на волонтери од Мировниот корпус на САД. Целта на презентацијата денеска е да се презентира новиот повик за волонтер од Мировен корпус. Значи, поканети се училишта, општини, невладини организации и други институции во градот, за да чујат малку повеќе за нашата програма, за тоа кои сме ние, што можеме да помогнеме во организациите и како да аплицираат за волонтер од Мировен корпус. Иако формирана во далечната 1961 година, првите волонтери во Македонија пристигнале во 1996, а од тогаш датира и нивната работа на терен во Крива Паланка. До сега тука предстојуваа 5 доброволци кои своите услуги ги понудија на локалната самоуправа, основните училишта или ученичкиот дом. Од декември минатата година во Крива Паланка предстојува волонтерката Аби Нилсон, која е ангажирана во основното општинско училиште Илинден, каде помага за поуспешно совладување на наставата по англиски јазик. Се викам Аби, јас сум од Америка, од Minnesota. I came here in Kriva Palanka in December, and I will be here kay biram tuka za 2 godini. I work in Ilinden and Mojdimyak as an English teacher. And I work together with a counterpart every day. We come up with new ideas to implement for the students. Also after school activities, English club, getting involved with the parents. Yeah, and Macedonia has been great. Kriva Planka is super cute. Nogumala, no Sakam, or Ima Se, it has everything. Мировниот корпус Македонија ја очекува новата група од 50 волонтери во септември годинава. Откако ќе поминат 3-месечна обука, овие волонтери ќе работат во училиштата, здруженијата на граѓани и во општините 2 години, почнувајќи од декември 2015. Од почетокот на оваа програма во Македонија на служба биле околу 500, а во моментот има 90 волонтери, чија основна цел е градење на мостови и пријателства меѓу американците и македонците.
Иако податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека намален е прометот на мало, кумановци велат дека трошат од 200 до 300 евра месечно за храна. Најмногу се трошело на месни и млечни продукти, а помалку за овошје и зеленчук. Викендот преполни се маркетите во Куманово. Се пазари за цела недела, понекогаш дури и за 2 недели. Преполни полици и рафтови со храна, пијалоци, млечни и месни производи. Граѓаните ги користат деновите од викендот и пазарат по голема количина на храна. Се снабдуваат за цела или за 2 недели нанапред. Се купува најмногу месо и сувомеснато, млечни продукти, помалку јајца, овошје и зеленчук. Дел од платите и пензиите пак одат и за хемикали. Вака е полесно, објаснуваат потрошувачите, брзајќи и објаснувајќи дека им тежат кесите. Ставот на анкетираните е дека без разлика на се, дури кога постои зголемување на цените на одредени продукти и кога се намалуваат, се троши еднаква количина на средства за храна. Од се може да се заштеди, велат граѓаните, но не и на храна. Додаваат дека месечно трошат од 200 до 300 евра само за храна. Најчесто на прехранбени продукти најголемите трошоци одат, секако и на други потреби, околу 250 до 300 евра претежно одат на такви потреби. Секој месец стандардна потрошувачка. Зеленило, салата, месни производи, сувомесни и така. Сигурно парите не стизат ни 200 евра. Значи, за четворочлана фамилија, ја имам 2 деца и јас и жена, 200 евра, ама ја ќе кажам скромно. Што си полига да трошимо само за исхрану. Најосновно. А за хигиену 1000 и нешто трошимо, 1200, 1300. Па како да ви кажам, кој како има. Кад имамо повише трошиме, кад немамо па... Трошимо и на храну, еве со унука нешто купимо, тој прво мора за лекови да има паре, па после за храна и за тие работи, луксузи. На храна веќе. На храна, најскапа. На једење. За једење. Па на храна најверојатно. Прометот во трговијата на мало со храна, пијалоци, тутун, непрехранбени производи и моторни горива минатата година бележи опаѓање, кажува статистика. Според Државниот завод за статистика, индикаторите за промет во трговијата го мерат прометот во трговија на големо и трговија на мало во форма на номинални и реални индекси, а не во апсолутни износи. Поради тоа, индикаторите служат исклучиво за следење на динамиката, а не за оценка на нивото на прометот. Податоците што се објавуваат се дефинитивни, пресметени врз база на 2010 година, која е земена како базна година и во споредба со ист месец од претходната година. Вчера во спортската сала во Куманово се одржа првиот меморијален турнир Петар Милошевски, кој минатата година трагично го загуби животот. Во таа чест се одигра неколку надпревари во младински категории, како и главниот надпревар помеѓу фудбалери од Општинскиот фудбалски сојуз Куманово и Фудбалската федерација на Македонија. Во чест на легендата на македонскиот фудбал Петар Милошевски, вчера во спортската сала во Куманово се одржа меморијален турнир во негова чест, а под покровителство на Општинскиот фудбалски сојуз Куманово и Фудбалската федерација на Македонија. Петар Милошевски минатата година 13 март ја покажа големата хуманост кога во Куманово допатува да одигра ревијален меч за помош на малиот кумановец Никола Вулетич, на кого тогаш му беа неопходни финансиски средства за операција во Истанбул. За жал по завршувањето на напреворот, Милошевски трагично го загуби животот. За ликот на големиот Милошевски најдобро илустрираат зборовите на неговиот колега и јасот на македонскиот фудбал Саша Чирич. Денеска се навршува година дена од трагична погибија на нашиот драг пријател, колега, спортист Петар Милошевски. По тој повод ние се собравме повторно истата екипа која и минатата година учествуваше токму тука таа кобна вечер на една хуманитарен надпревар и сакаме да обележиме таа годишнина. Би сакале тоа да стане и традиционално, значи секоја година на овој начин се посетуваме на нашиот ПЦ. Председателот на Општинскиот фудбалски сојуз на Куманово Борче Лазаревски исто така ни раскажа за хуманоста на Милошевски. Петар Милошевски е една прекрасна личност, спортист, хуман човек и со еден ваков надпревар сакавме да му дадеме почит
за она што бима сторено за фудбалот воопшто во Македонија и за како хуманитарец за дете од нашиот град. Во негова чест се одиграа два меча во кои се сретнаа младите екипи на Евроспорт и основното училиште Кочо Рацин, а победи Евроспорт со 2:0. Во главниот меч се сретнаа фудбалери од Општинскиот фудбалски сојуз Куманово, составено од Станојковиќ, Георгиевски, Лазаревски и други, и Фудбалската федерација на Македонија со македонските асови Најдовски, Джипунов, Бошко Ѓуровски и другите. На крајот победија представниците на Општинскиот фудбалски сојуз Куманово со 4:3. На крајот од се, најважно е гестот што го направија фудбалските великани од Македонија кон Петра Милошевски, кој многу пати во својата кариера се покаже како голем човек и хуманист. И кумановци вчера во спортската сала ги имаше во поприличен број за да му дадат признание на Милошевски. Навистина го заслужи. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со слаб северен ветер. Во наредните денови продолжува периодот на променливо облачно време со сончеви периоди и со услови за изолирана појава на краткотраен дожд. До вторник температурата на воздухот ќе биде во покачување. Следува метео. Ви благодарам за вниманието. Останете на К3. Пријатна вечер.